Назад сме со колегата Андоновиќ, разговараме за она што е во фокусот, барем во светот, а Дејан, се случува нешто во појасот Газа помеѓу Израел и Палестина, како да не ни е доволно јасно кој прв почна, па кој е виновен, а обично во такви воени конфликти Сите се виновни. Па тој конфликт меѓу израелците и палестинците трае околу 70 години. Изминатиот период беше смирен, односно немаше никакви воени действија, немаше судири. Меѓутоа изминативе 3 дена се интензивираше, причина за тоа се истрелувањето на над 400 ракети од појасот Газа од страна на палестинската организација Фатах, односно се извинувам, Хамас. Фатах не ги истрела Хамас. А имаме прилог на таа тема да видиме, па ќе го искоментираме. Израел и палестинците постигнаа договор за прекин на огнот со посредство на Египет и израелската армија потврди дека денеска ги укина ограничувањата воведени заради заштита на жителите во јужниот дел на земјата. Во нападите викендот загинаа 4 израелци и најмалку 23 палестинци, меѓу кои 2 бремени жени, 2 бебиња и 9 екстремисти, кои беа убиени во вчерашниот контранапад на израелската армија. Војската соопшти дека при напад врз појасот Газа губиле командантот на Хамас, Хамад Ахмед Ал-Курди, задолжен за трансфер на пари од Иран за вооружените сили во Газа. Воздушниот напад врз неговиот автомобил е прво целно убиство на воен комендант во последните 5 години. Израелската војска со воздушни напади погодила повеќе од 210 цели, а од саботата кон Израел се истрелани над 600 проектили, од кои 510 ја поминале границата со појасот Газа, но повеќе десетици биле пресретнати од одбранбениот систем Железна купола. Насилството почна во петокот кога снајперист на палестинскиот исламски џихад пукаше врз израелски војници и рани двајца. Израел и палестинците војуваа 3 пати од 2007 година, кога Хамас ја презеде контролата над појасот Газа. Египетски посредници, заедно со Обединетите нации, инсистираа на прекин на огнот. Врз основа на претходните договори, Израел се согласи да направи отстапки во блокадата на појасот Газа, воведени пред повеќе од една деценија, во замена за прекин на ракетирањето од страна на палестинците. Да, Дејан, самиот спомена дека ова трае веќе неколку 70 години точно. Така. Со востановувањето на израелската држава, односно еврејската држава на територијата каде што живеа порано арапите, направена нели еврејска држава како резултат на некој начин да им се реваншираат западните држави пред се Британија и Франција поради она што се случи во Втората светска војна со прогонот на евреите, направена еврејска држава, направена е на палестинските територии, кои беа во минатото британска колонија, им беше отстапено да се направат таа еврејска држава, Израел еврејска држава 70 години, но не успеа нити Израел, нити арапските држави да го надминат својот анимозитет еден према друг. Евреите сметаат дека тоа е нивна држава, бидејќи Газа никако не мирува. Газа не мирува бидејќи Газа и западниот брег се палестински територии, таму живеат палестинци, ги има неколку милиони. Ми се чини дека ги има повеќе од евреите, ако израелците се околу 4-5 милиони во Израел, мислам дека палестинците се тука некаде, сега шпекулирам, од прилика ги има доста, но немаат своја држава. Ке потсетам дека легендарниот нивен водач Јасер Арафат, лидер на движењето Фатах, која има сега регионалната контрола во Газа и западниот брег, се обидуваше со децени да избори некаква независност, не успеа да издействува само автономија и некако успеа евреите и палестинците да се смират. Но ова што се случува во мигове е резултат на потезите кои ги повлече Трамп и американската администрација изминатиот период. Ке потсетам Ерусалим, светиот град кој освен за христијаните и евреите свет граде и за муслиманите, тамо е нивната централна џамија Ал-Акса, од каде што Мухамед има издигнато во небото, сега да не ја кажувам религијата, но тоа им е свето место, да, и тоа е под еврејска управа. Ерусалим, ке потсетам, Соединетите американски држави му дозволија на Израел да биде главен град на Израел, беше Тел Авив, сега е Ерусалим, што ги подигна тензиите меѓу арапите и израелците, особено ги подигна, ако можам да те потсетам пред месец дена, кога голандската висорамнена
која беше арапска, односно сириска, им беше дозволено на израелските безбедносни сили да се распоредат и практично Израел да има суверенитет врз тоа стратешко место. Тоа ги подигна тензиите помеѓу арапите и евреите. Евреите се знае, Израел имаат голема поддршка од Соединетите американски држави, а ова што го направија Хамас и Исламска држава, подсетувам, и Исламската држава е таму и таа веројатно ги изведе тие ракетни напади, околу 400 ракети беа истрелани врз израелска територија изминативе 3 дена, што е респектабилна бројка. Израел има американски противракетен штит и успеа да ги урне повеќето од тие ракети, но сепак 4 загина, има и доста повредени. Израел се разбира контраефект направи, контранапад, каде што загинаа 19 палестинци и билансот е дека од утринава имаат подпишано примирие. Но тоа таму ќе трае и ќе тлее се додека политиката на големите кон Блискиот Исток е таква каква што е, односно на 4 милиони евреи, колку милиони арапи се чувствуваат дека се обесправени. Антонович, кратко само пред крај кога го споменавме Блискиот Исток, па еве и САД, исто така еден нов момент во целата приказна. САД испраќаат носачни авиони на Блискиот Исток, меѓутоа се толкова како јасна порака кон Иран. Па тоа е Блискиот Исток. Американците само ги засилуваат военото присуство, сакајќи да направи дополнителен притисок врз администрацијата во Техеран, исламската администрација во Техеран. Ке подсетам таму исламистите се шиити кои се конфронтирани со овие други арапи на Блискиот Исток кои се сунити. Најголемиот сојузник на Соединетите американски држави на Блискиот Исток покрај еврејската држава е и Саудиска Арабија, која има и религиозен и нафтен ривалитет кон Иран. Што е целта? Целта е Трамповата администрација да направи ембарго кон Иран, да не може да ја продава иранската нафта, а за возврат на тоа да се продава повеќе саудиската нафта и целта е да се урне тој режим во Техеран. Техеран веќе најави контрамерки, најави дека ќе го блокира Ормудскиот Мореус. Ке подсетам дека тоа е помеѓу Персискиот и Оманскиот залив и низ него поминува 40% од транспортот на нафтата во светот, доколку дојде до тоа може да има огромна нафтена криза. Да, ќе анализираме и понатаму, ти си секој ден со нас, ти благодариме секако за овој дел, а ние тука се одјавуваме со Сумен Исчалски, се гледате повторно во 17 часот, останете со нас, следуваат вестите со колегата Александар Петерски.